Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги презентираше опциите за реформи на Европската унија за да го зачува единството, како и поддршката во јавноста, по шокот со одлуката на Британија да ја напушти унијата. Станува збор за 5 сценарија што тој им ги презентираше на пратениците во Европскиот парламент. Документот предвидува од мали промени во политиката на заедничкиот пазар до голем скок кон обединувањето на суверенитетот на државите членки. Јункер отфрла понамалена улога на Европската унија, наведувајќи дека унијата би требало да има поголеми амбиции во промоцијата на мирот и просперитетот, како што го имала и во изминативе 60 години. Sie haben den Menschen und den Menschen zu dienen. Trotzdem gibt es Regierungen, die die Rolle der Europäischen Union und ergo der Kommission zurückdrängen möchten auf die Binnenmarktverwaltung. Ich bin strikt dagegen. Тој зборуваше позитивно за сценариото според кое некои земји би се интегрирале многу побрзо. Јункер ги отфрли критиките од некои пратеници во Европскиот парламент дека Европската комисија под негово председателство не ја исполнила улогата да раководи со унијата. Je ne suis pas un dictateur, mais j'aime dire les choses comme je les vois. Од друга страна, поранешниот премиер на Луксембург изјави дека националните влади и парламенти не се тие кои би требало да работат на одлуките за реформи во Европската унија. На таков начин, како што оцени, Европската унија се соочува со големи предизвици од евроскептиците. Тоа, како што изјави, го покаже и гласањето за излегување на Британија од унијата. Die Zukunft Europas darf nicht zur Geisel von Wahlperioden, Parteipolitik oder kurzfristig innenpolitisch aufbereiteten Едината на Европа не треба да стане заложник на изборите, партиските политики или краткорочните домашни вести за успех. Брекзитот, колку и да е болен и жален за нас, нема да ја запре Европската унија да се движи напред во иднината. Ние ќе продолжиме да одиме, ние мора да продолжиме да одиме. Тој притоа повтори дека националните лидери честопати се обидуваат да ја прикријат својата собствена одговорност за непопуларните политики и неуспеси зад, како што рече, ударите од Брисел. Јункер спомна дека еврозоната, безбедноста, воените работи и социјалните стандарди се областите во кои европејците би можеле да соработуваат повеќе, но при тоа даде малку детали.